Кога говориме за отвореноста на локалните самоуправи кон граѓаните, тогаш говориме и за грижата за сите оние главни услови кои што се потребни за успешно функционирање во општините, меѓу кои грижата за безбедноста на сообраќајот. Со следниот разговор ќе дадеме малку повеќе детали на оваа тема. Ќе му посакам добар ден и добре дојде на Никола Станков од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Добар ден и добро вечер на гледачите на Македонската телевизија и благодарност на поканата и можност. Со разговорот всушност ќе бидеме и актуелни затоа што вчера се одржа националната конференција со наслов Безбедност во сообраќајот на локалната самоуправа во организација на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. И би сакала на самиот почеток да ми кажете што всушност значи оваа конференција за општините, но и за граѓаните и кои се очекуваните резултати за воиднина од оваа конференција. Што е најважно да се постигне на национално ниво? Така, како што и претходниот гостин спомена, вчера имавме оваа прва национална конференција за безбедност на сообраќајот во локалната самоуправа и наша цел беше всушност на почетокот на мандатите на сите градоначалници да ги собереме на едно место, заедно со останатите чинители кои директно влијаат врз развивањето, односно подобрувањето на состојбата со безбедноста во сообраќајот на патиштата на едно место и да ги слушнат сите оние последни практики и статистики, како што споменаа и претходно, и да извлечат поуки и нешта кои подоцна ќе може да ги искористат во рамки на формирањето на своите политики во текот на наредниот период, а се однесуваат, нели, како што споменавте, на безбедноста на сообраќајот, која пак не засега сите, и нив и нас како учесници. Тоа што се случи на конференцијата, покрај излагањата на најразличните експерти, универзитетски професори и сите останати чинители од областа, се подпиша една декларација од страна на сите градоначалници од локалната самоуправа, кои се заложија дека во текот на следниот период во донесувањето и креирањето на политиките за локално ниво, тука зборуваме за проектирање на локални патишта, деталните урбанистички планови, изработката на сите оние сообраќајни решенија кои треба да значат побезбеден сообраќај за сите нивни граѓани, односно за сите жители во нивните општини, и покажа една навистина голема проактивност и со своето учество во конференцијата дадоа веројатно еден почеток на промени, да се надеваме. Со сето тоа што беше кажано на конференцијата, всушност и се даде потврда на тоа колку локалната самоуправа е клучна во подобрувањето на безбедноста во сообраќајот. Меѓутоа, ајде сепак потребно е да кажеме што може да направи повеќе општината кога станува збор за безбедност во сообраќајот, а не може да го направи централната власт. Она што како практика може да се извлечи како поука од самата конференција, но и од оние европски пракси кон кои нели треба да се стремиме, тоа се определени сообраќајни решенија кои треба да допринесат до намалување на бројот на жртви, односно на бројот на случајни сообраќајни незгоди, кои најчесто, како што знаеме, се случуваат поради непочитување на сообраќајните правила и прописи и непочитување на пропишаната брзина. Тоа што тие можат да го направат е во креирањето на своите политики и на терен да изведуваат, да се грижат всушност за состојбата на хоризонталната и вертикалната сообраќајна сигнализација, воведување на нови сообраќајни зони, односно зони на смирен сообраќај, каде што ограничувањето е 30 км на час, биејќи како што слушнавме, минимален е процентот на лица кои тешко настрадале во сообраќајна незгода случена при 30 км на час, наспроти истиот лош исход при 50 км на час. Она што исто така се надеваме дека во следниот период и од нивна страна и со наша помош како превентивно-едукативно советодавно тело ќе можеме да го постигнеме воведување на нови иновативни пристапи, на смирувачи на сообраќајот, стана збор за најразлични технологии кои се европска пракса, и тука ќе ми дозволите, бидејќи ја следиме европската пракса, ние како држава имаме навистина висок број на просечно загинати лица на милион жители. Нашиот просек изнесува некаде 78 жртви на милион жители, што за така мала држава е многу голем број, додека европскиот просек изнесува 45, а земјите од Скандинавија, нели, кон кои се стремиме и каде што сообраќајот е навистина ставен на еден висок педиестал, односно безбедноста во истиот, бележат бројки од 20 до 30 жртви на милион жители, каде што можам да кажам предничи и Норвешка, која со 20
лица загинати на 1 милион жители во просек е лидер, да речам, во таа визија нула жртви во сообраќајот, кон која и општините и ние на централно ниво треба да се стремиме. Потребни се овие статистики затоа што кога ќе ги слушнете бројките, ќе се замислите и ќе се прашате добро дали правиме доволно и што не правиме за да имаме поголема безбедност во сообраќајот. И всушност овде би сакала да ве прашам како се оценуваат општините во однос на нивните активности и мерки за сообраќајна безбедност? Дали постојат одредени критериуми, индикатори или систем за следење и резултати на состојбата со одредени бројки? За да може сето тоа да се контролира и да се направи тоа што е потребно. Така, тоа што е директно, да речем, видливо од страна на општините и нивното чинење се бројките на случајни сообраќајни незгоди и нивното намалување кое очекуваме да го постигнеме со сите овие нешта. Во формалниот контекст на разговорот, во моментов се работи Националната развојна стратегија со помош на UNDP, која всушност представува еден вид на методологија каде што ќе се разговараат овие индикатори на безбедност во сообраќајот и всушност нашиот претседател во петок ќе има состанок со координативното тело кое работи на усвојување на оваа меѓународна на усвојување и изработка на оваа меѓународна заложба, да речем, со помош, како што споменав, на UNDP, нешто што ќе ги мери на терен ефектите од сите овие мерки кои претходно ги споменавме, за кои стана збори во текот на вчерашниот ден на конференцијата. Да, и дефинитивно тоа ни е потребно, за да можеме понатаму поуспешно да продолжиме во насока на подобрување на сообраќајната безбедност. Меѓутоа морам да прашам какви се најчестите проблеми во урбаните средини во однос на безбедноста? Дали станува збор за брзината, паркирањето, пешачки премини, велосипедски патеки, доволно, недоволно и секако овде кратко ќе се надоврземе и на руралните средини, со кои специфични ризици се соочуваат и помалите општини? Тоа што представува предизвик, да речам, во локалните заедници е одржувањето на хоризонталната и вертикалната сигнализација, односно низиното навремено обновување или поставување на сите оние кои ги споменавме нови зони во близина на училиштата. Предизвикот го знаеме сите, се зголемува бројот на возила кои се на улиците и на сообраќајниците, исто така и бројот на луѓе кои ги користат тие возила за да стигнат до определена дестинација, со тоа што кај нас има, да речеме, една навика каде што секогаш се преферира возилото, односно колата, за да се стигне до некоја дестинација, а како алтернатива не се гледа на јавниот превоз кој стои на располагање во општините, каде што го има. И можеби тука е... тој треба да се подобри, но ако е добар, зошто да не се користи? Така, и можеби тука е баш во контекст на прашањето на слабост на која активно се работи и се допринесува да се засили понудата на јавниот превоз со цел да стане овој другиот тип на превоз каде што во просек едно лице го користи возилото за да се пренесе до дестинација, па и за кратки дестинации од 400 и 500 метра да стане неатрактивна. Често говориме за промовирање на велосипедот како алтернативно средство за градски средини, меѓутоа се уште треба да се работи на повеќе велосипедски патеки. Токму така, урбаната мобилност е многу важна и таа не треба да биде актуелна само во Европската недела на мобилност, која и оваа година работевме со цел да ги промовираме тие работи. Возењето на велосипед, велосипедските патеки и се она што представува урбана понуда за оние лица кои управуваат со лесни превозни средства, па вклучително и законската регулатива, треба да ги следи и на локално и на централно ниво европските трендови, бидејќи имаме, пак е повторам, земјите од Скандинавија, каде што е високо развиена оваа свест, немаат проблем и вон летниот период и вон периодот на топло време да ги користат овие средства, но кога знаат дека имаат соодветна инфраструктура и обезбедена соодветен начин. Од вториот дел од прашањето кој се однесуваше на предизвиците од страна на руралните општини, знаете, тоа се вообичаено помали општини кои се соочуваат со полимитирани средства и нивната инфраструктура е во попредизвикувачка состојба која бара повеќе фокус и тоа е нешто на кое активно се работи, исто така она што треба да биде дел од заложбите не само на руралните и на поголемите локални заедници, е формирањето на политиките кои водат до подобрување на безбедноста, меѓу кои и формирањето на општинските совети за безбедност на сообраќајот на патиштата. Јас тука имам една статистика дека кои што не функционираат во сите општини. Точно така, дека всушност мал број се само формирани во моментов и се активни.
тоа е нешто што околу 20 сега постојат на општинско ниво. Тоа е обврска на локалната самоуправа. А зошто е важно да ги имате општински совети? Додека Републичкиот совет действува на државно национално ниво, општинските совети добро познаваат локалната проблематика во сообраќајот, бидејќи се од таму доаѓаат од редовите на локалната самоуправа и исто така можат да понудат решенија, бидејќи во тие совети учествуваат лица кои се експерти, сообраќајни инженери, лица од сообраќајот, од Министерството за внатрешни работи или сите оние кои се назначени од страна на локалните совети. Така што тука веројатно меѓу другото треба да се бара оној мултиинституционален пристап за кој ние зборуваме, кој всушност беше и наша цел во текот на вчерашниот ден да го постигнеме во рамки на конференција. Ти дадеме еден заклучок како завршница на овој разговор. Започнавме со конференцијата, продолживме нели за безбедноста на сообраќајот во локалните самоуправи и ќе истакнеме дека институции, надлежни соодветни институции, потоа експерти и локалната власт, градоначалниците, токму на конференцијата ги споија своите знаења и искуства се со цел да се спасат животи, да се создадат безбедни улици и да се унапреди животот на сите заедници. Дали ќе успееме во оваа намера пред се зависи од сите нас, не само од институциите и од експертите и сите надлежни, туку пред се и од граѓаните кои сме активни чинители во заедниците каде што живееме и каде што работиме. Која ќе биде вашата порака? Нашата порака е јасна, многу добро кажавте и вие, во соработка со медиумите и со вас како јавност, граѓаните, ние сите треба да разбереме дека сообраќајната безбедност зависи од сите нас. Доаѓа период на прослави, новогодишни забави, слави, луѓето ќе се собираат и ќе бидат повеќе на патиштата и ние всушност тука би дале еден директен апел да не се држиме до ова класично институционална реторика, тука се обратиме до обичниот граѓанин дека тој треба да разбере својата одговорност во сообраќајот и за својата безбедност и за безбедноста на останатите учесници. Так. Тука пред се мислам на доколку се вози, не се конзумира алкохол, ниту пред, ниту за време на возењето. Да. Бидејќи алкохолот, неприлагодената брзина на патиштата, невносењето на сигурносни појаси се меѓу главните причинители за случување сообраќајни незгоди со смртни последици. А тоа однесување зависи директно од нашите одлуки. И на крајот еве да не дозволиме една непромислена одлука да биде фатална и за нас и за останатите учесници во сообраќајот, бидејќи токму сообраќајната безбедност е индивидуална одговорност која не засега сите. Ние го упативме нашиот апел преку овој разговор и се надевам дека им дадовме доволни информации на нашите граѓани да знаат дека и општините, и локалните самоуправи, и надлежните институции се отворени да помогнат да се создадат соодветни услови за безбедност во сообраќајот, но секако ја сакаме поддршката и од граѓаните. Ви благодарам уште еднаш. Многу благодарам вам и на Македонската телевизија за можноста да ги промовираме овие пораки до јавноста.